Експертите од Рамсарската конвенција ќе го спасуваат бисерот на Европа Преспанското езеро. Членовите на конвенцијата, која се занимава со водните живеалишта од меѓународна важност, вклучително и водните птици, се дојдени во мисија кај нас, но ќе одат и во Албанија и Грција. Тие деновиве во соработка со домашните експерти ќе направат анализи на водите и состојбата на Преспанското езеро, кое секоја година се соочува со значително намалување на нивото, но и на загрозување на неговиот биодиверзитет, пошто ќе излезат со конкретни мерки. Климатските промени, користењето на водата за наводнување, истекување под земја се едните од најголемите закани со кои сите треба да се соочиме и да ги решиме. Prespa lakes are jewels in Europe for the biodiversity they shelter, but also for the contributions to people. And we would like here to see renewed attention, stronger investment, as we already know the route is already very rich with actors supporting these lakes as EU, UNDP and GEF and the governments, the three governments. Екоактивистите од Преспанскиот регион се оптимисти што трите држави почнале заеднички да покажуваат интерес за спас на езерото. Досега нивните обиди за заштита на езерото се преку донаторски програми насочени пред се на подобрување на квалитетот на водата. Приливот на вода во Преспанско езеро, за разлика од лани кога изнесуваше 20 сантими надојдено од моменталната ситуација, годинава е 12 сантими. Се работи на прочистителни станици, нови прочистителни станици, на чистење на реките, на зголемување на јавната свест. Проценките на познавачите на состојбата на Преспанското езеро се дека тоа изгубило 7% од својата површина и половина од својот волумен во периодот од 1984 до 2020 година, што е алармантна состојба.